Во продолжение на програмата на КТВ следуваат вести. Во рамките на неколкудневната студиска посета во регионот Хесе, Германија, секретарот на општина Кавадарци Тодор Ефремов, заедно со представници од 12 општини од Повардарието, реализира серија состаноци со федералните, регионалните и локалните власти. На средбите беа споделени искуства и добри практики од повеќе области со посебен фокус на туристичкиот развој. Очекуваме продлабочување на соработката со неколку германски општини, како и создавање услови за формирање заедничка организација за менаџирање на дестинацијата Повардарие, вели Ефремов. Загрижувачки се информациите дека печката за производство на фероникел во Фени е изгасната. Овој факт сериозно укажува дека новиот инвеститор нема намера да започне со рестарт на фабриката заради временскиот период на реконструкција и пуштање повторно во употреба на истата, рече на денешната пресконференција Вуко Мелов, председател на општинската организација на СДСМ Кавадарци. Тој нагласи дека ова значело целосен застој и понатаму за Фени и представувало сериозна штета за економскиот развој на градот и силен удар за работниците од целиот регион. Пропаднаа сите изјави и најави на власта на ВМРО ДПМН, премиерот Мицкоски, градоначалникот Јанчев за наводен рестарт на компанијата. Власта ги остави работниците буквално на цедило. Иако во предизборните кампањи лесно власта даваше ветувања дека компанијата ќе ги исплати сите плати на работниците, ќе ги исплати сите доверители и ќе започне за брзо со производство, а со тоа ќе ги врати работниците назад на своите работни места. Од тоа денес во најголем дел нема ништо. Голем број од работниците останаа без работа, без екзистенција. Работниците останаа без една исплатена плата, на дел од вработените не им е исплатена ниту една од платите кои им се должат. Доверителите, транспортерите исто останаа неисплатени, нагласи Мелов. Синоќа во 18 часот и 40 минути полициски службеници за криминалистички работи при Овара Кавадарци ги лишиле од слобода КМ 33 и љМ 35, двајцата од Кавадарци, затоа што при преглед на патничко возило Сеат со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од КМ, била пронајдена и одземена бела прашкаста материја, а кај љМ била пронајдена и одземена марихуана. Тие биле приведени во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираа од СВР Велес. Општина Росоман започна со санација на сите оштетени автобуски постојки. Со ова обезбедуваме поголема безбедност, функционалност и уреденост за сите корисници на јавниот превоз. Наскоро постојките ќе бидат целосно брендирани со модерен и препознатлив визуелен идентитет на општината. Продолжуваме со уредување на јавните простори, вели градоначалникот Ѓорги Крстевски. UNDP со представа емитувана во рамки на меѓународната кампања 16 дена активизам против родово базирано насилство. Општина Кавадарци оваа година во партнерство со UNDP ја поддржува форум театарската представа Осудена, моќен начин преку уметност да се проговори за суровата реалност на дигиталното и семејното насилство. Оваа представа, инспирирана од вистински приказни, ги отвора прашањата кои мора да ги слушнеме и да действуваме. Одложени се голем дел од средбите од последното есенско коло во втората лига. Главна причина се лошите временски услови, обилните врнежи, лошата инфраструктура, односно терените ширум Македонија.
Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, во утринските часови наместа ќе провејува слаб снег, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи во интервалот од 0 до 10. До вторник ќе биде претежно облачно и суво, а во среда ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните делови. На некои од повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. До крајот на неделата во утринските часови ќе има појава на магла во одделни котлини. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.